Па на она што ние се фокусиравме, тоа се одредбите во законот за казните за наставниците и наградите за наставниците. И двете одредби се спорни, едната и другата, зашто како наставнички пленум ние изготвуваме иницијатива за која ќе поднесеме до Уставниот суд за оспорување на овие измени и дополнувања. Тие се најглавните работи и делот на екстерното ќе видиме искуството од екстерното од нашите колеги денеска кој се спроведе во изминатиот период. Дел од резултатите излегоа, дел ќе излезат утре од екстерното тестирање, да ги видиме искуствата како се спроведе екстерно тестирање, за кое ние мислиме дека не е добар модел на екстерно тестирање, затоа и баравме во нашите анализи да се направи нов модел на екстерно тестирање. Кога ќе поднесете, пред Уставниот суд представка? Иницијативата е веќе готова напишана, во моментов ќе се собираат, од денеска започнува собирање на подписите од наставничкиот пленум, значи сакаме што повеќе подписи да собериме, иако иницијативите одат и само со еден подпис, едно лице може да ја поднесе, ние сакаме тоа да го подкрепиме, да добиеме малце на поголема тежина, што повеќе колеги, наставници и професори да ја подпишат иницијативата. Професоре, дали ќе има почеток на учебната година во септември нормално или ќе има штрајкови? Во вакви услови какви што сега е образованието, мислам дека тешко ќе започне учебната година. Имаме искуство со оваа учебна година, штрајкот што започна на почетокот на второто полугодие, можеби пленумите ќе се одлучат да бойкотираат наставата се до донесување на измени во законите за основно и средно образование.